Јавната општинска установа за деца детски градинки Наша иднина е максимално посветена за зголемување на капацитетот и подобрување на условите во постојната градинка во општина Прилеп. Во текот на изминатава година, на крајно транспарентен начин, на повеќе наврати ја информиравме јавноста за активностите за нашата институција. Затоа изненадени сме од обидите на опозицијските партии да го девалвираат трудот на вработените во Прилепската градинка, но и заложбите на локалната самоуправа и градоначалникот Илија Јовановски. Во оваа прилика, уште еднаш ќе потсетам дека за време на мојот мандат отворена е нова градинка во објектот на основното училиште Рамполевката. Извршени се зафати за реновирање на речиси сите објекти во детските градинки Наша иднина. Овде сакам да истакнам дека во градинката Гоце Делчев комплетно е сменета целокупната водоводна и електрична инсталација, купени се нови казани за готвење, целата инвестиција во оваа градинка изнесува 690.000 денари. Исто така, сакам да истакнам дека после 35 години се инвестира во градинката Аличе. Таму комплетно е смената, дограмата, покрива, уредени се дворот, оградата, молирисани се сите простори. Покрај тоа, овде во градинката Бончејца ја направивме ботаничката градина, чија цел првенствено има едукативен карактер. Заедно со општина Прилеп, Министерството за труд и социјална политика и работите од други домашни и странски донатори, преземени се активности за изградба на две нови градинки. Едната од нив ќе биде сместена во целосно реновиран и адаптиран простор во Тутунскиот комбинат, истата ќе биде ставена во употреба за неколку месеци. Другата градинка ќе биде комплетно нова, ќе се гради во населбата Точила. Крајни рок за нејзина изградба е 2020 година. На тој начин значително ќе намалиме листата со деца кои чекаат да бидат згрижени во некоја од нашиве градинки и во догледно време еднаш за секогаш ќе го решиме овој проблем. Во моментов, купниот број на деца кои ги користат нашите услуги изнесува 1460, за кои се грижат 158 вработени. За хигиената во нашиот објект се грижат 25 лица со претходно положен испит во акредитирана фирма, кои работи ги користат пропишаните антибактериски и антисептички средства. Според извршените инспекцијски надзори од Центарот за јавно здравство и Агенцијата за храната, исполнети се сите хигиенотехнички норми и стандарди за заштита на деца од предшколска возраст. Конечно, сакам да нагласам дека со инсталирањето на видеонадзор ја зголемуваме безбедноста во дел од нашите објекти. Не е намален, дуку е зголемен бројот на хигиеничари. Порано, кога се запосливме овдека пред 19 години, имаше во градинка по 4 хигиеничари, сега имаме 5 и 6 хигиеничари. Толку, нема ни еден хигиеничар избркано. Има прераспределени. И сите денеска се на своите работни места. Денеска се сменети и назначени се нови раководители со високо образование. Во кој градинка? Во градинката Бончајца. Тука? Да. И не е со средно, е со виша. Грешна е информацијата. Ние секој вторник и секој четврток правиме генералка. Користиме, јас однека назначив антибактериски средства и антисептици. Тие се многу скапи. Тие користа без да ги мија рацете, имаме такви средства, од алкалоид најскапи купуваме, за да може покрај хигиената што си ја прати овдека што чиста, да може и рацете да ги измија во секој момент. Можете да поидете и да проверите. Сакам да го видите и видеонадзорот. Ме обвинува дека немало безбедност во градинките. Градинките имаме две агенции за кои се грижат 24 часа со видеонадзор. Прв пат инсталираме 3 видеокамери во градинката Бончајца. Во градинката работнички имаме надзор со аларм во агенција. Ангажирани се две агенции. МК, Security МК и агенцијата Питон. Прв пат досега некој да се заангажира плюс нешто да направи за безбедност, а не обвинува дека немало никаква безбедност. Ние за безбедноста се грижиме од 2:30 до 9:30 часот. Толку Министерството налага со стражарите. А после тоа видеонадзорот видеонадзорот е 24 часа. На 1 јануари беа 791 дете, 126 вработени. Сега се 1460 деца, а се 158 вработени. Не обвинуваа дека нема биле преполни групите. Прв пат воведувам и трети извршител од UNDP. Луѓето се како трети извршители. Значи, по закон ние сме нормирани да има
васпитач и неговател. И толку. Бидејќи има повеќе деца, ние инсталираме трети извршител. Од UNDP се бунат дека тоа било немали лиценца. Точно тоа е целта на UNDP. Луѓето да ги оспособат, да му да сертификат да може да се запосла утре. Намерно е огласо без лиценца и работат само 4 часа. И тие само учат, помагаат тоа што можат. Како волонтери за утре да можат да се запослат и да имаат едно парче леп.